Доколку не биде понуден нов датум, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ги бойкотира изборите закажани за 24 април, вака вчера вечер одлучи Централниот одбор на партијата. Највисокото партиско тело одлучи министрите од СДСМ Оливер Спасовски и Фросина Ременски да излезат од преодната влада на 24 февруари, а со поместување на датумот на изборите е условено и учеството на пратениците на СДСМ во собранието и учеството на СДСМ во Државната изборна комисија и работните групи за спроведување на договорот од Пржино. ВМРО-ДПМН излезе со писмена реакција на заклучоците донесени на вчерашниот Централен одбор на СДСМ. Државата мора да оди напред и повеќе не смее да биде заложник на политичката криза создадена во изминатиот период. Народот бара решенија за секојдневните проблеми, а не партиите како приоритет да ги имаат личните интереси на нивните раководства. ВМРО-ДПМН очекува СДСМ како партија која го води Министерството за внатрешни работи и има одлучувачко влијание во Државната изборна комисија да го даде својот придонес во организирањето на фер и демократски избори. На 24 април народот на фер и демократски избори ќе каже што мисли за партиите и за нивното однесување и понуда, програма и СДСМ нема да може да избегаат од волјата на народот, се наведува во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Со реакција за последните политички случувања во земјава се огласи амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бејли, повикувајќи ги сите партии да учествуваат на изборите. Амбасадорот Бејли, кој својот став за овие случувања ги објави на неговиот Твитер профил, вели дека имплементацијата на договорот од Пржино е суштинска за продлабочување на евроатлантската интеграција на Македонија, нешто што Вашингтон силно го поддржува. Амбасадорот ги повика сите партии и организации да учествуваат на изборите како најдобар пат за унапредување на институциите и обезбедување кредибилен процес. Бели реакцијата ја завршува со тоа дека Соединетите Американски држави ќе го наблюдуваат прогресот на процесот со изнесување на своји процени, исто како што ќе направат и Европската унија, ОПСЕ и други тела.